Како ми уствари почнува еден работен ден. Сега околу 7:50 више е касно. Ставам на кај 6 сато. Оде се у фирмата, односно веќе спремам жена ми. Она го прави тоа определен ден од дено, пошто сака и да научи и да биде спремна да може да се снаоѓа и сама кога не сум ја способен или не сум тука. Желба ни е да се отвориме секако пицерија и рутина ми е, значи вежбам. Али пред да почнем да вежбам, секако значи водичка. Че некаде околу 50 мл од сет ставам на 200 мл вода. Зумира во самото кога ставам на сталак. И идеме по 10 повторувања за бицепс, иначе во са тегови по 20 кила, мислам 20 кила по 10 на рака. Пошто веќе сам години не практикувам доволно теретана, а инаку вежбам од 89 година. Бодибилдинг, арзен. Ова е една интересна справа, сега што ја вежбам, од интернет ја зема. Правам по 10-15 повторувања, значи околу 100 склека, ама супер серии. Веќе која минеш пејската, не е убаво да, пошто јас на моите после 75 кила, 78, правеше 4 серии по 12 повторување, односно почнуваше со 90 кила до 136 повторување со помош осу. Што за моите килажи висина е, мислам, доста голема тежина таа. Другари, продолжуваме. Значи, од кога заврши дома вежбањето, разбудам ги девојчињата, керкичките мили мои, и секако после одеме на шеталиштето да испешачаме едно 10 км. Значи, тоа е утринската рутина наша. Сега да не ја мачам Сара, не знам дали да седнеме некаде вака назички да оди да не снима. Шо ми беше збор? Сакам да ви кажам, не е само да живееш, треба и да се потрудиш. Ти многу е битно да имаш квалитетен живот. Мислам дено да ти биде квалитетен. Јас секој пат, кажете ми вие, напишете ми у порака како ви е поубаво. Јас која ми навише 500, многу ми е поубаво на Сабале кој се извежбам. Еден тренинг таков со собственото тело кој направам, кој се испешачам после, ама ништо да не јадам. Значи, напијам се само од сет јаболков природен со вода, доволна количина на вода само, значи да се хидрирам доволно. И после ми е човече, осекам се 20 години помлад. Мада имам го тај позитивен комплекс на татко ми. Он се мислеше дека е застанат некаде на 32-3 години. И ја така, кога видам некој моја генерација, изгледат ми многу постари од тоа што се осеќам ја. Јас стварно се осеќам на 35 години. Дури така се изгледам и у снагата. Не ми попушта кожата. Појма нема веќе, ајде да не се фалем. Сега да ви кажеме на приказка пред да продолжиме со, значи, тековниот ден. После секој ќе имате снимка на некој од нашите пици. Значи, имало се еден многу јак бизнисмен. И сите бил обожуван, збркам се, обожувале го
многу луѓе, многу пријатели од кругот кај се он движил. Еден ден му текне и викал, чекај да проверам, имам ли стварно барем еден вистински пријател. Мислил како тоа да го провери, да го направи. Едноставно, знаел сите колку финансиски тежат и потражил, да помине логито, нема смисла. Потражил на секој у неговите можности по некоја сума на пари, демек многу му требале. Заглавил во некоја ситуација. На список имал 52 блиски, соработници и пријатели. И приказката ја расправа еден од тие 52 што му било потражено пари и кога отидел да му ги носе парите на бизнисменот, самиот си само помислил, уствари кажал си у себе, чекај бе, вај човек теже милиони, одеднаш када банкротира, не ми е јасно, ама и потражил му на него сума на пари, бе викал, окей, извадил ги у кеш, у куферче, тресни му ги у канцеларијата на бирото и бе стариот му викал, окей, братче, земи си ги парите, не ми треба. И сега зачуден, викал, што е поентата сега на сето во, викал, ништо, само да ти кажем едно, извадил му списокот на 52, сите 50 души минусирани, само двојца му се понудили, значи пази, пак ќе ви напомена, збори се за профили на луѓе со финанси што стварно може да се одвојат, не се да траш на некој што нема, живее од плата, не знае и он како да преживее, па ти оди дај и 100 евро да му потраш му станово. Значи некој што може да даде. Значи у тие двојци било и Кенан. Што верувам дека тоа е истина. Значи само да се надоврзам, не знам дали некој пат се доречам. Зашо го ја правам во? За поквалитетен живот, за поквалитетен ден, поквалитетен тек у денот. Значи мора да се потрудиш. Да имаш енергија. Мора да повежбаш за да ти биде убаво. Не може да станеш, да удриш одма на чорбата, една чаша ракија и да очекуваш дека тоа ќе трае вечно, супер ќе ти биде. Нема да ти биде супер. Да, ја можам да си дозволам после. По 4-5 сато една ракија 2. Ама претходно сум се изработил човек кој што треба да работи и физички да се активира, не само умствен. Зборам и ако работиш у канцеларија, треба да имаш активност у природа. И друштво, ние стигнаме дома, гасини си телефонот 2 пати, може ке избегам, но мислата ама да го завршам овај дел на снимање. Значи децата, како што ви кажа, се инвестиција, мора да се трудиме околу нив, да гледаме да ги учиме на што е можно позитивни навики. И тоа е тоа. Сега веќе некои 10 километри за да име брзо, еден туш и се симнуваме на работа.